Поради големиот интерес кој што посебно во последните денови владее ширум нашата држава, а е поврзан со акцијата која што теренските активности кои што ги води ВМРО-ДПМН, тоа е разговорите за обнова на Македонија. Од денеска започнуваме уште две нови активности практично денеска и тоа што ќе се случува почнувајќи од следниот викенд, а тоа е секој ден штабовите на ВМРО-ДПМН ширум нашата татковина ќе бидат отворени за граѓаните да може да дојдат да бидат сослушани, пречекани од страна на активистите на ВМРО-ДПМН во тие општини каде што граѓаните ќе дојдат, да може да ги запишат, односно да ги сослушаат граѓаните кои се нивните проблеми кои што се дел од секојдневниот реален живот. Тоа е активноста која што започнува од денеска, од викендот практично започнуваме со континуирани состаноци во местните заедници, во руралните и во урбаните средини, заедно со граѓаните во Македонија и повторно разговори на отворено за она кое што представува реален проблем кој што е дел од нивното секојдневие. До сега повеќе од 15.000 наши сограѓани ги артикулираа своите проблеми до ВМРО-ДПМН директно или индиректно се разбира. Во периодот кој што следи очекуваме уште поголема бројка и како што кажавме, нашите решенија ќе бидат групирани за различни групи на проблеми кои што нашите сограѓани ги доставуваат до ВМРО-ДПМН и ќе бидат содржани во нашата предизборна кампања, односно предизборна програма која што ќе биде дел од нашата предизборна кампања. Се надевам дека ќе се охрабрат од владата која што блескаат, предводена од Зоран Заев и СДСМ и ќе има наскоро предвремени парламентарни избори. Господин Зоран Заев кажа дека имате проблем со душата, со срцето и со петите. Што очекувате Европа да одлучи по однос на датумот за пребројање? Предпоставувам дека таков тип на хумор и филозофско израснување на господин Зоран Заев го разбира само он и малкумина околу него. Јас навистина не разбирам што сака да каже, но очекувам да човек кој што е премиер на владата да биде малку повеќе сериозен и наместо несватен хумор да се занимава со реал политика и да ги решава реалните проблеми на нашите сограѓани и толку поврзано со тој тип на хумор кој што предпоставувам само тој го разбира и никој околу него. Вториот дел од вашето прашање беше што очекуваме. Очекуваме се разбира тоа што цело време го зборуваме, а тоа е да добиеме чиста дата за отпочнување преговори со Европската унија. Иако ќе кажам дека оваа влада можеби тоа најмалку го заслужува, но сепак граѓаните на Македонија тоа го заслужуваат и нашата држава тоа го заслужува. Се што е надвор од тоа да биде чист датум за отпочнување преговори ќе биде голем неуспех за оваа влада и голем неуспех и делегитимирање за политиките на Зоран Заев и коалицијата која што предводи Зоран Заев. Ние гледате, внимаваме како се однесуваме целиот овој период, не само сега, овие неколку денови, туку започнувајќи можеби од претседателските избори па наваму, бидејќи свесни бевме дека можеби некои политики нема да најдат на одобрување на јавноста, имајќи ги предвид погрешните политики кои што ги води Зоран Заев и оваа влада. Голем дел од јавноста очекуваше можеби и поагресивно однесување од страна на ВМРО-ДПМН. Јас сум свесен за сето тоа, но во тој момент државниот интерес и она кој што се вели европерспектива за сите граѓани во Република Македонија за нас беше врвен приоритет. И еве како што гледате и денеска ден спроти последниот ден кога ќе се одлучува за тоа дали Македонија ќе добие чиста препорака, нема да добие воопшто препорака за отпочнување преговори или некое меѓу решение, ВМРО-ДПМН е резервирано и апелира да се добие чист датум за отпочнување преговори со Европската унија. Се што ќе повторам, надвор од чистиот датум ќе представува целосно делегитимирање на новие камиказа арамиски политики на Зоран Заев и очекуваме во најскоро време формирање на техничка влада и одржување на предвремени парламентарни избори. Премиерот денеска напомена дека без датум за преговори оваа влада е мртва и истовремено отвори фронт со земјите од Вишеградската група, напоменувајќи дека европските стандарди на владењето на правото Македонија повеќе ги почитува од например да речеме Унгарија или Полска. Ваш коментар, земји кои што инаку ја поддржуваа Македонија на патот кон ЕУ? Дополнително со таквиот тип на екзибиционистичко и несватено однесување, господинот Заев ги влошува меѓународните односи на нашата држава со партнери докажани во минатото, како што вие споменавте, тоа е Република Унгарија и Полска, кои што во минатото
и текако биле заштитнички кон интересите, националните интереси на нашата држава. Како што кажав и на претходното прашање, дадов еден одговор, навистина некои работи до толку ги загрозуваат позициите на нашата држава, што се стравувам и сум скептик колку време ќе ни треба во периодот кој што следи истите да ги повратиме. Инаку, како што вие кажавте на почетокот од вашето прашање дека оваа влада е мртва многу порано отколку што тоа мисли Зоран Заев, и тоа ќе го види на следните предвремени парламентарни избори и покрај сите овие камиказа политики каде што ги злоупотребува ресурсите на граѓаните, ги злоупотребува ресурсите во буџетот кои што се полни со доноците кои што ги плаќаат граѓаните, барајќи при тоа еден вид амнестија за сето она што погрешно го направи изминатиот период. Но би сакал еден краток одговор да сумирам од ова ваше прашање, а тоа е дека веднаш треба да престане во гнев за сопствениот неуспех да ги навредува партнерите на нашата држава, на Република Македонија, како што се државите Унгарија и Полска. Веднаш треба да се врати во Македонија, да престане да бара милост и да коленичи во Брисел, да се соочи со реалноста. Реалноста е таа да организира техничка влада и предвремени парламентарни избори. Тоа е единствениот тест да видиме дали навистина успеале политиките на Зоран Заев дека блескаме или пак ова темнина која што донесе речиси трета година и која што е реалност во Република Македонија. Господине Мицкоски, премиерот од Куманово ве нарече бандит кој само формално се откажа од хидроцентралите. Ваш коментар за неговата изјава? Тоа е под ниво да се коментира, но во интерес на јавноста ќе дадам еден краток коментар. Човек кој што губи, човек кој што е уплашен, бидејќи месеци неделат од денот кога ќе понесе одговорност он за неговите политики, навредува. Не е само тоа навреда, тој добро знае какви се навреди тој и неговите блиски имаат упатено кон мене и кон моето семејство. Јас не би сакал да ја оптеретувам јавноста со таквиот тип на ниски и приземни коментари. Јас му простив, но законите и уставот и граѓаните нема да му простат, а одговорноста доаѓа веднаш после катастрофалниот пораз на следните предвремени парламентарни избори. Одговорноста доаѓа и од одговорноста нема бегање. Тоа ќе му го препорачам на господинот Заев. Вчера владата определи ново ниво на минимална плата и мерки за фирмите да можат да ги исплаќаат овие суми. Бизнисот од друга страна алармира дека ќе се делат откази или дека одредени помали фабрики ќе се затворат. Што мислите вие за овој поток? Две работи се карактеристични од вчера до денес, но ако го анализираме периодот и деновите наназад, ќе бидеме сведоци на овие камиказа политики на дуото Заев-Ангјушев, кои што имаат еден мотив, а тоа е како да останат на власт и како да уживаат привилегии за нив и малкумина околу нив. Пред се зборувам за финансиска мотивирана привилегија и никаква преостаната. Бизнисот денеска каже дека ова е погубно. Ние не сме против поведување на минимална плата и не сме против зголемување на минималната плата. Напротив, ја потикнуваме и охрабруваме, но сето тоа мора да биде и да се темели на реалните економски политики. Економското цунами, економската капитулација во Република Македонија не може да се покрие со ваков тип интервенционистички камиказа политики на дуото Заев-Ангјушев, и денеска веднаш бизнис заедницата реагираше на оваа мерка која што беше вчера соопштена онака горделиво во владата на Република Македонија во присуство на ова дуо засилено со министерката Царовска. И втората работа која што од вчера до денеска е актуелна е европското знаменце за законот за опојни дроги, каде што Македонија ќе стане озаконет дилер на марихуана во светот, односно ќе можеме марихуаната која што е дел од плантажите на семејството Заеви да ја извезуваме за уживање во светот. Ете, тоа се двете мерки кои што се реформски од вчера до денеска. Првата мерка е како интервенционистички по методот на еден минат систем се носат одлуки во тесен круг на луѓе, и втората е како Македонија да биде законски дилер на марихуана во светот. Ете, тоа се реформите кои што дуото Заев-Ангјушев им ги приреди на нашите сограѓани. Замислете, за овој втор закон ставија европско знаменце. Зошто? Затоа што се плашат од јавна дебата, затоа што се плашат од аргументирана дискусија во рамките на парламентот, му доделија европско знаменце и сакаат шверцерски по скратена постапка во 3 дена да го поминат
во рамките на парламентот. Ке ве подсетам, монопол во пазарот во Македонија, кога се однесува за производството на марихуана, има Заев и семејството Заеви. Тие се двата реформски закони и потези од вчера до денеска. Првиот е интервенционизам својствен за едно минато време и вториот е закон како Македонија да стане легален дилер на марихуана во светот. Ете, тоа е она кое што е реформи по методот Заев-Ангушев. Ние се разбира и на првото, а посебно на второто, драматично ќе се спротивставиме во рамките на парламентот. За првото, апсолутно сакаме аргументирана дебата, поддржуваме, ќе повторам, зголемување на минималната плата за работниците и тоа е во интерес на граѓаните на Република на Македонија, но сето тоа мора да се темели на реална основа, не да биде начин како да биде продолжена политичката кариера на Зоран Заев по неговиот рецепт, а тоа е амнестија за сето она што беше погрешно минатото преку ваков тип на интервенционизам. Така што за вториот реформски така наречен закон на дуото Ангушев и Заев, поврзан со легализација на дилањето дрога, односно дилањето на марихуана од Македонија во светот, жестоко ќе се спротивставиме.